Назад сме во студиото, како што и најавив по дебатата за општина Аеродром. Ќе зборуваме за фриленсерство. Ова дебата ќе биде како работа со повеќе бенефиции, но и ризик фактор во една ваква околност. Андријана Серафимовска и Елена Костовска се моите денешни гостинки кои што ќе зборуваат на оваа тема. Најнапред да ви кажам благодарам за тоа што ја прифативте мојата покана и што ќе зборуваме за оваа тема која што многу па и не е позната во Македонија. Добар ден и на вас и на вашите гледачи на 24 телевизија и ви благодарам на поканата што да бидеме тука денес. Елена. Благодарам за поканата. И да, мислам дека ќе отвориме многу интересна тема, малку необична за нашето општество. Да почнеме со заклучоците. Еден увод да направиме. Имавте меѓународна конференција за фриленсери која се одржа во Скопје пред 10 дена. Се потенцираше важноста за фриленсерството како нов иновативен начин на професионално изразување кој отвара можност за индивидуален развој и регионална соработка. Добро го склопив ова? Да. Повелете. Токму така. Третата фриленс конференција оваа година меѓународна. Зошто викаме меѓународна? Бидејќи оваа година бевме поддржани од Централната европска иницијатива. Имавме можност да донесеме 8 гостиговорници од регионот, односно од Бугарија, од Србија, од Хрватска, Романија, Полска и Украина. Имавме најразлични дискусии, панел дискусии, имавме презентации. Темите кои што се обработија беше кои се законските можности и обврски на фриленсерите, кој е моменталниот статус на фриленсерите, како да градиме здрави односи, долготрајни врски со нашите клиенти. Разговаравме за маркетинг, како да креираме содржина која што пробива, која што продава. Разговаравме за предприемништво, како да станеме од фриленсер предприемач, но и обратно, од предприемач фриленсер. Потоа разговаравме и дадовме посебно светло на мајките фриленсерки, односно предизвиците со кои што они се соочуваат. Имавме презентација за како да работиме како сметководители на американски пазар, но и како да отвориме фирма во Америка и зошто да ја отвориме, нели кои се придобивките и недостатоците. А да работиме дома. А да работиме токму така од Македонија. Имавме менторско ќоше, од кој што еден од менторите беше Елена, каде што можеа да сите кои што беа присутни да побараат насоки, совети како да ја започнат својата фриленс кариера или да ја развијат. И исто така имавме и работилници, меѓу кои и како да го оптимизираме нашиот LinkedIn профил, и нашиот гостин од Бугарија успеа да креира еден ChatGPT фриленс агент кој што би им давал насоки како да каде се во моментот и како да се развиваат понатаму. Ви дадеме уводни зборови на Елена. Прво да разјасниме што е фриленсер. Самиот збор кажува дека е некаква слободна работа, меѓутоа каде и во кој домен во Македонија е воспоставена? Пред се, Андријана одлично го срочи срето тоа, јас само би се надоврзала. Фриленсер кај нас често се меша со работа на далечина. Има два типови на работа, значи работа од дома или работа на далечина е кога нели исто како ти што работиш во TV24, некој работи во одредена фирма, ама работи од дома. Фриленс од друга страна е кога работиш со повеќе клиенти, значи да кажеме дека ти нудиш одредени услуги. Веќе се земам себе си за пример. Јас нудам проектен менеджмент услуги и кажувам јас тоа можам да го работам за различни компании. Не си вработена во една. Точно. Туку си платен по проект. Значи работиш различни проекти за различни компании. И тоа може да варира од месец во месец. Значи некои компании имаат пример проекти кои што траат 2 години. Некои компании имаат проекти кои што траат 3 месеци, зависи од големината на проектот, буџетот и типот на клиент. Добро. Фриленс се мисли или едната работа на далечина каде што ти работиш на некој начин за нашки познато договор на дело, или пак кога работиш со повеќе клиенти. Така. Добро. Како се зема приоритет кога имате два проекти да ги работите за две различни компании, имате ист рок кога треба да го завршите? Многу добро прашање и веројатно Што е приоритетот? Се прво го завршувате лесното или прво го завршувате тешкото? Ако може така да се поделат работите? Тешкото. Дефинитивно затоа што не знаеш дали тешкото ќе успееш да го завршиш за да стигнеш до лесното. Секогаш се приоритизираат некако покомплексните клиенти на почеток. Мада мислам дека секогаш останува моментот за кризен менеджмент
првата година кога си фриленсер, затоа што нели имаш елан и мотивација и земаш повеќе клиенти и одеднаш се фаќаш во ситуација каде што имаш 12 часови. Не можеш да ги завршиш. Со тоа што се работи од дома, се работи повеќе или помалку според вас? Јас лично сметам дека работиш малку повеќе, заради тоа што од еден аспект имаш слобода кога сакаш да се земеш пауза или можеш да си поопуштен, пример, наутро да кажеме. Ама работата никако не завршува. Да, едноставно на некој начин си достапен многу повеќе. Пример, повеќето компании со кои што јас имам работа работат со глобално време UTC, но работат пример во 70 или 80 земји. И значи ти таман кога завршуваш со работа, твојот колега почнува со работа. И многу често се случува да добиеш порака за дали би можел на брзинка да го смениш ова? Во 2,5 сабајле. Да, или пример многу често да кажеме, затоа што јас сум проектен координатор или менаџер, имам состаноци со тимот за лидерство, бидејќи тимот за лидерство е сад, тие состаноци за пример 11 навечер до 1 сабајле некогаш. Заради тоа што тоа е временската зона каде што можеме сите да се нафатите на нешто вакво, мора да играте по условите кои што ги нуди глобалното движење. Да. Во Македонија има, односно на конференцијата имало околу 200 фриленсери, а се знае ли точната бројка? Колку вака функционираат во Македонија? Ние мислиме дека има околу 10.000 фриленсери, но веруваме дека нема регистар, нема не комора, регистар, нема така, здружение туку. Не би можеле да знаеме точната бројка. Оваа бројка е извадена од дигиталните платформи. Околу 69% се напорак, другите се на останатите дигитални платформи, но веруваме дека постојат многу повеќе фриленсери во Македонија. Постојат најразлични професии, така што не можеме се уште да знаеме, но во тек е некое истражување кое што ќе покаже точната бројка колку фриленсери има. Тоа сакав да прашам, освен во IT областа, каде се може компаниите да најдат фриленсери? Или каде се нудат фриленсерите за работа? Каде е пазарот на труд? Фриленсерите најчесто работат на проекти, како што каже Елена, за странски и за домашни компании. Најзастапени се обично мултимедија, односно како графички дизајн, креативните индустрии, маркетинг, видео дигитален маркетинг? Да, или? дигитален маркетинг. Потоа имаме IT професиите, тоа се развој на софтвери, веб дизајни и слично, но имаме и некои професии кои што се потрадиционални, како што е нешто кое што сега добива подеме, тоа асистент, но сега добива назив виртуелен асистент. Потоа имаме како административни поддршки, имаме правници кои што даваат услуги, односно совети на интернет, имаме преведувачи, па и како што напоменав и сметководители. Тоа е нешто кое што веруваме дека во иднина ќе порасне многу повеќе. Нешто од техничките дејности ме интересира, дали се во игра влезени тие како фотографи, сниматели, не знам или други професии кои што со својата струка и занает може да придонесат во компаниите, а не работат за компании. Да. И тие најчесто работат фриленс. Тие што фотографираат, имаме новинари кои што се фриленсери. Така. Добро. Елена, дали имаш работно искуство во компанија? Вработена со фул работно време? Да. Да не направиш споредба? Да. Имав 2-3 години работно искуство пред да продолжам фриланс, така што имам добра споредба во однос на... Што е подобро? Да бидете 8 часа на работното место или да работите од дома 10 часа? За мене Ако може така да се каже, некогаш ќе бидат и 6 часа, и 4 часа дома или... За мене лично... Кои се бенефитите? Слободата е многу голем мотив и сметам дека слободата и автономијата на сопствениот ден и сопствените проекти е многу важна, затоа што кога работиш фриленс можеш да ги бираш своите проекти, наспроти кога имаш работодавач кој што ти дава работа. Да, пример некогаш се случува да добивам проекти кои што не се на некој начин во проектен менеджмент често ве бараат кога проблемите веќе се стигнати и многу често можеш да кажеш сметам дека проектот не е задоволителен за да го работам или не можам да го завршам ова во рокот кој што се дава, наспроти кога си на работа тоа не е опција. Сега тоа е нели на некој начин позитивната страна на фриленсингот, негативната е дека нормално треба и да си имаш свој брендинг, свој маркетинг, како што спомна Андријана, на некој начин треба да бидеш ментор ако можеш и ако сакаш, треба да допринесуваш, треба да создаваш своја содржина, постојано да контактираш клиенти, да ја рафинираш својата понуда, да останеш конкурентен на пазарот, затоа што традиционална работа, пример, ти аплицираш за работа и на огласот има уште 100 апликанти, да кажеме, 200 апликанти. А ако аплицираш на глобален пазар, може на огласот да има 15.000 апликанти.
И ако ти не си креативен, и ако Што немаш го гледаат цел свет, не го гледаат само од кај нас. и цел свет ги сака одредени позиции, не е конкуренцијата само пример јас и уште 10 маркетери, туку можеби 1000 луѓе би работеле оваа работа. И тука вистински има компетитивност за кој би ја работел таа работа најдобро. И самите интервјуи некогаш има 7, 8, 9 интервјуа, што според мене е малце макотрпно, но мислам дека вреди за целиот процес. Исплатливо? Дефинитивно. Се заработува повеќе како фриленсер или тоа е индивидуално? Мислам дека зависи од ти можеш да заработуваш многу добро и кај нас, можеш да заработуваш многу добро и фриленс. Фриленс се заработува многу добро, но за да стигнеш до таа заработка, првите неколку години нема да е заработката иста како на македонски пазар. Значи ќе мора да почнеш да работиш многу по Помали работи? под стандардот или помали работи за да стигнеш да изградиш портфолио. Добро. Додека се подготвував за овој разговор, видов дека дел од фриленсерите на стартот одат и со пониски цени за услугата која што ја даваат, и сега тоа на некој начин е и рушење на конкуренцијата, меѓутоа можно за да се влезе на тој глобален пазар е да бидеш поевтин. Таква е праксата? Кај нас да. Јас лично сметам дека нема голема потреба од тоа, заради тоа што не сметам дека ако доаѓаш од нашата држава, треба да си ја намалиш цената, ако си одличен во тоа што го работиш. Многу нормално, пример, доколку некој сака да стане фриленсер што има 10 години искуство, сметам дека не би требало да има цена на некој кој што има 1 година работно искуство или да работи за гратис. Секако убаво е на почетокот за компетитивна предност да дадеш одредени бенефити. Така. Но долгорочно сметам дека фриленсерите од Македонија имаат момент каде што работат многу под цена, само поради тоа што се од Македонија. Тој тренд не мислам дека Самите се деградираат, значи. Еве дека ни каже Андријана, еве како човек од фелата, каква е споредбата со фриленсерите од западноевропските земји, од Америка? Колку е таа спуштена нашата цена? Токму како што кажа Елена, нашите фриленсери најчесто даваат цени кои што се многу ниски. Тоа најверојатно се должи на моментот на тоа дека немаат доволно искуство како да работат на дигитални платформи. Нашите фриленсери во споредба со регионот имаат најниска цена. Наплаќаат мажите околу 18 или 19 долари од час, а жените 16 долари од час. Балканската жена, односно жената од Македонија, има најевтина цена која што ја нуди на пазар за своите фриленс услуги. А споредбата со Западна Европа и Америка, колку зема тогаш? Просекот за регионот овде е некаде 25-26 долари од час, додека по Европа може да биде и 30-40 долари. Јас сум сретнала и фриленсери кои што зимаат и по 50 долари на час, или доколку работат на некои проекти кои што се покомплицирани, пообемни, знаат да дадат месечна сума која што е многу поголема и од саат, доколку ја мериме и по саат. И кој е виновен за тоа сега? Зошто самите се деградираме? Имаше ли дел од панелот на оваа конференција некаков совет за тоа како треба да се цени трудот, да се наплаќа тоа што го имаме како наш производ? Јас сметам дека они едноставно не знаат како треба да ја постават цената. Мислам дека нема доволно информации за тоа како се движат цените, потоа сметам дека не знаат колку нивните вештини вредат, односно не знаат колку знање поседуваат во моментот, посебно тие кои што се почетници. Затоа е многу значајно ментори како Елена и нешто кое што Импакт фондација се труди да направи, е да земе ментори кои што ќе ги обучат и ќе им дадат насоки за краток период, да кажеме 2-3 месеци, ќе можат да излезат на пазарот и да постават цена која што ќе биде соодветствена на нивното знаење и вештина. Додека па оние, како што кажа Елена, кои што се многу поискусни, кои што имаат веќе работно искуство, најчесто знаат и да стават и повисока цена, но не знаат да ги постават тие граници, односно да направат баланс помеѓу работата и приватниот живот, и најчесто земаат многу повеќе проекти од што сметат дека можат да. Пред да зборуваме што значи ментор да бидете во оваа дејност, сакам да прашам околу свесноста на фриленсерите. Бидејќи тие не сте вие вработени во компанија, тоа значи дека немате здравствено осигурување. Ајде за здравствено, ќе речеме, може да се осигурате приватно. Најголемиот дел или добар дел од граѓаните веќе имаат со задолжителното здравствено државно осигурување, имаат и приватно осигурување во приватните болници, но што е со пензиското осигурување? На тој начин губите и вие и државата со тоа што не уплатувате доколку не се уплаќа во задолжителното пензиско осигурување. Колку е свесноста горе за да се
средат овие работи? Многу добро прашање. Токму заради тоа е важно колку наплаќаш. Заради тоа што фрилансерите немаат здравствено и немаат пензиско. И многу беше добро дека оваа година Импакт имаше и панел за мајчинство, затоа што како жена немаш ни породилно. Така. И самото тоа и формирањето на семејство станува многу покомплексна одлука. Затоа велам, дали фрилансерите во Македонија самите си плаќаат здравствено и Поголем дел пензиско? не. Заради тоа што не наплаќаат доволно за да биде тоа на некој начин во профит. Доколку не ги плаќаат тие работи на почетокот првите 2-3 години, нема да ги имаат. Ако плаќаме на пример здравствено, пензиско и слично, многу од фрилансерите кои што ги менторираме ме спомнале дека ако јас ги дадам овие држите, тогаш јас немам профит. На некој начин мене не ми останува. Да, се става во ризик доколку нема 15 години работен стаж, да нема во третата доба од животот, да нема пензија, а со 15 години работен стаж би имал нешто околу минимална плата. Зависно колку тргал на страна или колку го полнел државниот буџет и фондот за пензиско осигурување. Затоа велам, има бенефиции, нели? Не, оваа дејност во одреден дел, меѓутоа дали тоа носи посебен ризик токму за ова прашање? Дефинитивно, ако сами ние, пример, автономно, ако јас не планирам за моето пензиско или ако јас не се грижам за моето здравствено, за тоа нема да се погрижи никој друг. И тоа тука паѓа на индивидуата и мислам дека фали свесност на темата, дека секој треба да има автономност на тоа како се грижи за себе си во иднина, ама тоа не мора да биде прескокнато. Многу млади луѓе едноставно имаат ставови дека пензискиот фонд нема да издржи додека јас да стигнам. Тука се фондовите, меѓународни, каде што може да се штеди во меѓународни фондови, па да се извади таа цела сума од 5-60.000 евра, да ги извадите вие на 60 години, па со 50.000 евра се знае што може да се направи, да се инвестира повторно, да се живее убаво, доколку не се верува на државното. Повторно свесно би се работело, доколку се тргаат пари за на старост, што се вели. Мислам дека фали општа свесност за тоа, не само за фондови кај нас, туку за странски фондови, затоа мислам дека инвестициски фондови, така. На Impact Foundation е важна заради тоа што младите не гледаат воопшто на здравственото или пензиското, туку едноставно јас сакам да заработам, јас потоа тие пари сакам да се ги инвестирам во своји лични интереси. И сега нормално со самата младост и можноста за поголем раст и кариера и амбицијата доаѓа и слобода. И многу од младите гледаат да ги инвестираат тие пари во краткотрајни, но по интересни активности наспроти по досадни, ама по долгорочни активности. Така. Како ментор, што бараат од вас фрилансерите? Или што нудите вие да дадете обука или советување? Тоа што најчесто го работам, им помагам да се издвојат на пазарот на труд преку својата автентичност, истакнување на своите профили на LinkedIn за да добијат понуда за ремоут работа и водење на процесот на комуникација со клиент, контактирање на клиенти, преговари. Кој најчесто ги ангажира фрилансерите во Македонија? Не мора да кажувате фирмите, сектори кај нас? Само во Македонија? Па, да кажеме за домашниот пазар. Најчесто IT секторите, маркетинг, мислиме дека и административна поддршка, правни услуги, сметководството, но најчесто од IT индустријата и креативните индустрии, видео едитинг, развој на софтвери, тоа е најчесто барано кај нас од страна на македонските компании. Колку време му е потребен на еден млад фриленсер да стане сениор? Тоа е индивидуално или му требаат неколку години повеќе работи, повеќе како да влезе на глобалниот пазар, ме интересира. Па знаете, тоа индивидуално и зависи. Зависи дали е комплетно посветен на фриленсот, дали работи постојано на проекти и колку вложува во тоа, и исто така и дали работи нешто, или дали е вработен во некоја компанија и тоа го користи како дополнителна заработка. Се зависи од искуството, на некој може му требаат 1 година, на некој може би 3, све е тоа индивидуално. Добро. Што сакав друго да ве прашам исто околу финансиите, со вас поставя финансиите, со вас некако на поопштите проблематики. Дел од банките во Македонија, па и во странство не кредитираат фриленсери, односно не ги гледаат за сигурни луѓе на кои што може да дадат кредит. Како стоите по ова прашање? Мислам дека тоа е нешто кое што е глобално не е само кај нас. Не е само кај нас. Дори во Америка да сте, имате многу потешка можност да добиете стан или кредитирање, доколку вие сте само вработен, како што се фрилансерите, наспроти доколку сте во фирма, затоа што нели сепак кога си во фирма имаш редовен приход, наспроти како фриленс, твојот приход варира.
Моментално има некои исклучоци, банките пробуваат да бидат пофлексибилни, викаат доколку можеш да го докажеш твојот приход, дали преку плаќање на данок, дали преку одредени изјави од уплати и слично, може да се дискутира. Има и опција за, нели, доколку собереш одредена сума на пари, на база на таа сума на пари да добиеш кредитирање. Но сепак останува делот дека голем дел од фрилансерите не плаќаат данок или не го прават тоа транспарентно. И од тој аспект е многу потешко да добијат кредитирање, затоа што банката нема некаков доказ за нивната заработка. Тоа е на некој начин глобален проблем, каде што ние ќе треба да најдеме начин во овој нов свет на фриленс, тоа што моментално има 1,5 билиони фриленсери и има естимација дека до 2030 овој број ќе се зголеми, ќе се дуплира можеби. И треба да најдеме глобално начин како овој тип на работа да се вклопи во нашето секојдневно живење. Тогаш ќе имаат поголеми маки банките, како се зголемува, така раста и ризичната популација на која што ќе може да им даваат кредити. Да. Нема да може да бидат мирно да спијат, што се вели. На дел од дебатата на конференцијата што ја спомнавме, беа разгледани и теми за ова што зборуваме. И Македонија како да се надпреварува на светската мапа? Можеме да кажеме каде е Македонија со своите фриленсери? Сметаме ние дека на Македонија и недостасува многу подобра промоција од тоа што ја има сега. Сметаме дека фриленсерите не уживаат толку голем кредибилитет како останатите земји. Зошто е тоа така? Најверојатно можеби поради ниските цени кои што ги поставуваат и начинот на кој што оние нели странските клиенти ја гледаат Македонија. Ние потребно е сите заедно, нели, целиот фриленс екосистем да работиме на тоа да се зголеми кредибилитетот на овие фриленсери, бидејќи ако се зголеми, нели, нормално се повеќе фриленсери ќе се вклучат и ќе може да ја подигнат и својата цена и повеќе да заработуваат и да имаат поголем мотив да заработуваат. Колку се враќаат на работа, колку се откажуваат, има такви пракси да се откаже од фриленсерство? Да, мислам дека постојат, иако верувам дека се помал број, на почетокот нели на сите им е тешко да најдат клиенти и тоа може да трае малку подолго и верувам дека доста е демотивирачки за некои од нив и може да се случи да се откажат. Вие сте работеле на големи проекти, кога имавме разговор кога се подготвувавме и за емисијата, колку е тешко да се стигне до такви големи брендови што ми ги кажавте? Како се стигнува до тоа? Процесот е отприлика 6 месеци. Е доста компетитивно. Кога ќе се објави повик за проект или доколку најдете некој кој што е заинтересиран за фриленсер за тој проект, аплицирате. Апликацијата мене обично ми треба 2-3 дена да ја направам. Посебно CV, посебни проекти, портфолио, видео снимам дома. Го испраќам сето тоа, доколку се заинтересирани. Првиот процес е интервју со основниот дел на тимот со кој што ќе работиш, вториот дел е со C-suite на компанијата, да видат дали се добар фит во тој оддел, третиот дел е техничко интервју, каде што на некој начин вие добивате задача. Добро. И таа задача треба вие да испорачате во рок од 2 до 3 дена. Доколку пројдете на техничко интервју, имате уште едно интервју каде што најверојатно има некоја задача која што се работи активно. Пример, имате повик 2 часа и на тој повик ја решавате уште една задача и после тоа доколку тоа ќе добивате понуда. Тој процес, интервју процесот трае месец и пол до 2. Процесот, например, на барање на такви проекти мене ми треба неколку до 4 месеци. Зависно колку голем проект се работи, дали бараат некој кој што би бил заинтересиран за фриленс. И секако дали се окей со тоа да не си во сад. Има компании кои што, пример 2020, пред пандемијата кога работев на далечина не беше тоа толку, беше како социјално леле работиш на далечина. Сега примера сака да те видат таму, така? Да, а сега примера мислам дека 2019-2020 шансата беше поголема за Македонија, за Балкан, за Европа глобално, затоа што некако фирмите кои што работеа на далечина беа фирми кои што работеа стрикно на далечина. И фирмите кои што работеа во канцеларија беа фирми кои што работат во канцеларија. Сега се сменија работите. Да. И од една страна фирмите сакаат да работиш на далечина, ама сакаат да си локално таму. Да им бидеш достапен. Да. Ме интересира во однос како е регулирана оваа дејност во странство и дали во Македонија требаат некакви законски регулативи? За во странство не сум информирана, заради тоа што јас најчесто данокот обврските сето останато го правам во Македонија. Тоа што фирми мене ми го обезбедуваат
Има фирми кои што работат глобално осигурување и глобално здравствено и во некои од поголемите корпорации тие ти плаќаат годишно здравствено осигурување и на некој начин секој пат кога јас одам тука на доктор или кога завршувам нека обврска, јас го сликам тоа и тие ми ја враќаат целосната сума. Да. Исто има фирми кои што ќе го зголемат или ќе го мечнат твојата донација за пензиско. Пример, ако јас уплаќам во пензиско, да кажеме 200 евра на месец, можам да ја замалам фирмата бидејќи во САД таа го прави тоа и во Македонија за мене да го направи тоа. Со тоа што повторно фирмата тебе ти дава плата. И ти треба таа плата да си ја избуџетираш како да си сам свој сопственик. Значи ти мораш да си платиш пензиско, ти мораш да си платиш здравствено, останува на тебе. Фирмата да ви плаќа бруто, па вие потоа го носите нетото и останатите давачки кои што треба да бидат ставени на сила. Да. Кои се предизвиците да завршиме со ова прашање за Андријана и за Елена? Кои се предизвиците со кои што ќе се соочува оваа индустрија во иднина? Конкретно во Македонија е нешто кое што и ние сега се залагаме, тој момент да имаат избор ако сакаат доброволно да си ги плаќаат своите придонеси. Ипак фондација е член од работната група на Министерството за социјални политики, демографија и млади, каде што веќе има иницијатива да се создаде систем каде што на доброволна база ќе може да ги плаќаат фрилансерите овие придонеси. Ние се залагаме тоа и да се имплементира и во пракса. Исто така се залагаме и за сите оние кои што сега нели почнуваат и кои што не знаат која цена да ја наместат, ја најчесто ја стават најниската. Ние сакаме да ангажираме вака ментори кои што би им помогнале цел тој процес да го изведат заедно и да имаат да успешен старт и успешна понатамошна кариера. Исто така сметаме дека и голем предизвик ќе биде и моментот со тој кредибилитет кој што го уживаат фрилансерите во моментов, кој што треба да биде се поголем и поголем. Сметаме дека заедно со државата треба да работиме за промоција дека Македонија е земја на фрилансери и дека Македонија може да стане регионален центар на дигитални работници. Многу убаво кажала. Повели Елена и за тебе. Предизвик е да се додаде многу убав аргумент. Јас би рекла, исто како што спомна Андријана, прво кредибилитетот на фрилансерите дека ние треба да поработиме на тоа глобално кога се представуваме професионално, тоа да биде со сигурност и со самодоверба, наспроти да нудиме бесплатна работна сила. И исто така нашата презентација и предизвикот да останеш автентичен, а во исто време релевантен во своето поле. Според мене фрилансерите имаат огромна можност преку креативност и иновација да бидат во најдобрите 1% во светот. И тоа нема врска со геолокација. И колку побрзо тоа го разберат фрилансерите дека тоа што сме од тука не е ниту пречка, ниту бенефит, туку само мотив да бидеме подобри, толку подобро за целата заедница. Така, нека биде ова и мотивација за сите кои што се уште не одлучиле како да ќе се усмерат во текот на својот професионален ангажман. Се надевам дека што помалку ќе има дека државното ќе им биде опција а повеќе ќе се насочат кон фрилансерството, кон претприемништвото, кон слободниот пазар, приватниот сектор и така натака. Секогаш ми е драго и ми е мило кога разговарам со успешни млади луѓе. Вие сте млади дами кои што пред вас е времето и ќе се докажувате доправа. Ви благодарам што бевте гостинки во студио 10. Ви благодарам. Благодарам на поканата. Почитувани, овде ја завршуваме и денешната емисија. Се надевам дека и денеска го задржав вашето внимание. Останете со програмата на Телевизија 24 за нешто помалку од 10 минути. Светлана Божиновска со првите вести на Телевизија 24 точно во 12 часот. Од мене пријатно.